оваа учебна година во склоп на Основно општинско училиште Браќа Миладиновски прием во прво оделение во посебни паралелки нема, затоа што Законот за инклузивно образование е таков сите деца да ги инклузираме и вклучиме во редовни паралелки. Паралелките од 2 до 9 оделение во посебни паралелки продолжуваат со работа и сите запишани дечиња ќе си завршат образование во посебни паралелки, а сите инклузирани ученици во редовни училишта кои што имаат проценка од стручно тело за функционална проценка при МКФ треба да доаѓаат во Центарот за поддршка во Основно училиште Браќа Миладиновци, бидејќи ние како посебни паралелки прераснуваме од оваа учебна година во Центар за поддршка и даваме услуги на сите инклузирани деца кои што имаат проценка од стручно тело за функционална проценка по МКФ. Во овие простории се доопремени, легализирани, добиена согласност од Министерство за труд и социјална политика за користење од страна на Центарот за поддршка во учење на ученици со попреченост во склоп на Основно општинско училиште Браќа Миладиновци. Од оваа учебна година, јас како дефектолог, прва започнувам со давање на дефектолошки третмани, даваме третмани со сензорна интеграција, логопедски третман и спроведуваме обука и вклучување на децата за употреба на асистивна технологија според нивните можности и способности. Веќе бројот се пополнува и имаме опфатено ученици скоро од сите општински основни училишта во градот Куманово, кои што имаат подпишано договор за соработка со Центарот за поддршка при Основно училиште Браќа Миладиновци Куманово и ниедно дете не е одбиено и ги очекуваме уште поголем број на ученици во текот на второто полугодие со самото откривање. Даваме поддршка на родители, даваме поддршка на наставници за сите потребни работи кои што се потребни да ги овие дечиња вклучиме во воспитно-образовниот процес и да им овозможиме подобра социјализација, подобро прифаќање, да ја подигнеме јавната свест и да се пронајдат самите себе во овој воспитен образовен процес. Комисија за функционална проценка, стручно тело, има во Основно училиште Вук Караџиќ во Куманово. Мислам дека во склоп на тоа училиште работи, меѓутоа комисијата доаѓа се уште од Скопје, во контакт со нив ме информира дека во наскоро време комисија ќе работи нон-стоп, со кумановски членови на таа комисија. Јас како дефектолог поаѓам од препораките кои што ми ги дава таа комисија, вршам дефектолошки третмани за подобрување на концентрација и внимание, помош при почетно пишување и читање, развој на фина моторика, психомоторна реедукација и концентрација и внимание која што као овие деција навистина е највеќе потребна. Сега јас како дефектолог и логопедот ги спроведуваме овие третмани, а во наредната учебна година ќе има уште еден дефектолог, како завршуваме паралелките нагоре од 5 се приклучуваме и ќе работиме во Центарот за поддршка на учењето на ученици со попреченост. Ние како дефектолози од Основно училиште Браќа Миладиновци од Центарот за поддршка влегуваме и во инклузивни тимови во училишта основни на подрачје на општина Куманово, кои што немаат вработен дефектолог, односно стручен едукатор и едукатор, при обука и давање на насоки на наставници за изработка на индивидуални образовни програми и модифицирана програма за работа со овие ученици.